Наташа и Андреј Стојанови од Кочани продолжуваат со битката за подобар и поквалитетен живот на Андреј. Првиот третман со матични клетки во Русија, кој траеше 1 месец, заврши успешно и тие се вратија со големи здравствени придобивки. Андреј се чувствува значително подобро во однос на говорот, движењето на рацете и нозете и држењето на телото. Од Русија се вратија полни со емоции, убаво пречекани од стручните лекарски тимови и задоволни од реализацијата и успешноста на третманот. Сега битката за поквалитетен живот и подобро здравје на Андреј продолжува. Првично беа потребни 22.000 евра. Сега за 10 јануари, кога е закажан вториот третман и кој ќе трае 18 дена, потребни се близу 9.000 евра. Стојанови ги молат сите хумани граѓани повторно да им излезат во пресед за да го продолжи лекувањето. Голема благодарност до сите хумани луѓе, најпрво да кажам, за донациите со чија што помош ние успеавме да отидеме за Русија на првиот закажан третман на Андреј со матични клетки, каде што тој имаше вбризгување на 2 дози на матични клетки, со што веднаш започна неговото подобрување во смисол на движење на самото тело, правење на првите чекори, малку почист говор, рачињата почна да ги опушта. Подобри резултати се очекуваат после 6 месеци, меѓутоа ние исто повторно треба да одеме за Русија, каде што не е закажан повторно третман на 10 јануари, за кое што ми е потребна повторно вашата помош, па затоа ги замолувам сите граѓани кој колку може, кој колку сака да донира на хуманитарната сметка на Андреј, а исто така и на телефонскиот број на Мобимак. Однапред многу ви благодарам. Андреј јавно се заблагодарува на сите кои досега донираа за него. Јас и благодарам на хуманите граѓани што ми помогнаа да одидам првиот пат во Русија. Се надевам дека пак ќе бидат хумани и дека ќе ги отварат своите следи за да ми помогнат и втор пат да одидам во Русија и да имам уште подобрување, бидејќи јас се чувствувам многу подобро, бидејќи сега можам и својата кичма да се држам исправено и своите раци и ви благодарам што бевте хумани, ви благодарам граѓани од сестра. Андреј Стојанов боледува од церебрална парализа. Лекарите од Русија со неколку третмани му ветуваат подобар и поквалитетен живот. Затоа и Стојанов е упорен и докрај ќе се бори заедно со хуманите граѓани да ја победи болеста и да може нормално да живее. Хуманите граѓани може да донираат на жиросметката на Андреј Стојанов во Тутунска банка и на телефонскиот број за донации на Мобимак.